Добар ден, време за пладневните вести на Канал Плюс телевизија. Почнуваме со најава на делот со држините. Владата поттикнува творање на сушари за зеленчук и овошје, со што ќе се обезбеди откуп на целото производство и по стабилни цени. Утринава нестудено беше во Берово. Почнаа минусните температури во утринските часови. Управата за јавни приходи ќе врши присилна наплата на заостанатите долгови за радиодифузна такса. Со присилна наплата долговите се зголемуваат. Негативните температури стапија на сила. Утринава температури под нулата се измерени во Бирово, Маврово, Битола, Крива Паланка, Титово, Струмица, Штип и Куманово. Најстудено беше во Бирово -7 степени, во Маврово се измерени -3 степени, Битола -2, -1 во Штип и Куманово, 0 во Скопје, 1 степен во Виница и Охрид, 2 во Гевгелија и 4 степени во Доиран. Во поголемиот дел од земјава времето е ведро и сончево, а така ќе биде и во наредните неколку дена. Министерството за земјоделство подготвува проекти за изградба на мали сушари наменети за вишокот земјоделски производи. Изградбата на овие капацитети ќе биде финансиски помогната од страна на владата, а според министерот Михаил Цветков, сушарите ќе овозможат да се зачува вишокот на земјоделски производи, но и да се добие сигурен пласман и повисока цена. Овие проекти ние ги, како што реков, ги изготвуваме, ќе бидат достапни до земјоделците и со истите проекти можат да конкурираат на програмите пред се на ИПАР програмата, каде што имаме доволно средства и истите од ИПАР 2 програмата ќе бидат 60% кофинансирани. Секако знаете дека во тој правец ние формиравме гарантен фонд каде што 50% од хипотеката ќе ја гарантираме. Заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, утре прекин на енергијата во период од 9 до 15 часот ќе има во селата Лесковица, Пиперово и Серта во општина Штип. Од 9 до 14:30 утре струја ќе нема во населените места од Дилчево до граничниот премин кон Бугарија. Утре прекин во снабдувањето од 8:30 до 14:30 ќе има во одмаралиштето и викендиците на Пониква. Управата за јавни приходи од 15 овој месец ќе почне со присилна наплата на неплатените сметки за радиодифузна такса. УЈП ги повикува граѓаните кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса да ги платат во најкраток можен рок со цел да не се изложуваат на дополнителни трошоци за присилна наплата и блокирање на нивните сметки. УЈП од неодамна воведе опција за електронско плаќање на радиодифузна такса. Општина Штип ги подсетува граѓаните дека во тек е оглас за оттуѓување на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно надавање. Станува збор за 23 парцели кои во најголем дел се наменети за деловни и стамбени објекти, а се лоцирани во населбите Сењак 4, Балканска, 8 ноември, Прибег, Македонка и Стари Бунари. Пријавите за учество на јавното надавање можат да се достават до 10 ноември, а јавното надавање ќе започне на 12 ноември. Депортираните бегалци од Авганистан од Германија ќе бидат вратени во нивната земја. Представник од афганистанските власти изјави дека Авганистан е должен да ги прифати назад сите своји граѓани чии молби за азил се отфрлени. Тој прецизира дека председателот Ашраф Гани и германскиот канцелар Ангела Меркел неодамна зборувале за тоа прашање.
Според официјални податоци од почетокот на годината, 120.000 афганистанци ја напуштиле државата. Две руски авиокомпании ја променија трасата по која летаат од египетското летовалиште Шарм Шејх за Москва. Тие веќе го заобиколуваат северниот дел од Синајскиот полуостров. Airbus на руската компанија Когалим Авиа се урна на Синајскиот полуостров во саботата 23 минути по полетувањето од Шарм Шејх за Санкт Петербург. Во несреќата загинаа сите 224 патници во авионот. Сите бродови во Грција денеска ќе останат во пристаништата поради 48-часовниот штрајк организиран од Синдикатот на морнарите против новите економски мерки на владата кои го засегаат и овој сектор. Синдикатот на морнарите ги повика бродските компании кои превезуваат мигранти и бегалци да не патуваат деновиве кога е закажан штрајкот. Учесниците во штрајкот бараат спречување на измените во пензиите на морнарите кои се предвидено со реформите на грчкиот пензиски систем. Вардар и Шкендија ја продолжуваат мртвата трка за врвот на табелата и по 13-тото коло од првата македонска фудбалска лига, во која и двата тима славеа на гостински терен. Шампионот и лидер Вардар го соволда Металург со 1:0 во Маđари и ја задржа предноста од 1 бод во однос на второпласираната Шкендија, која ја победи Брегалница со 2:0 на теренот во Кочани. Работнички дури во судиското продолжение го скрши отпорот на Младост, совладувајќи го со 2:0 на националната арена Филип II во Скопје. Тимот што летоска стигна до баражот за Лига Европа, а се мачи во домашното првенство. Ренова беше подобра од Силек со 2:1 во Боговиње. На средбата меѓу Хоризонт и Шкупи во Турново немаше голови. Пред редовното коло следниот викенд в среда во 13 часот и 30 минути во Охрид ќе се одигра за останатата средба од четвртиот круг меѓу Младост, Царев двор и Работнички. Идното коло ќе се одигра на 8 ноември и тоа помеѓу екипите на Младост и Металург, Шкендија Хоризонт, Шкупи Ренова, Силекс Работнички и Вардар Брегалница. Моменталната табела по одигрувањето на 13-тото коло изгледа вака. Вардар е на првата позиција со 33 бода, Шкендија со бод помалку 32, Силекс има 18 бода, Работнички, Ренова и Шкупи имаат по 16 бода, Брегалница и Младост по 13, Хоризонт Турново 12 и Металург на последната позиција со 5 бода. Се одигра 10-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Еден од најинтересните надпревари ова коло се играше во Делчево помеѓу екипите на Брегалница, Голак и Овчеполе. Надпревар кој заврши со резултат 1:1, откако на полувреме мрежите мируваа. Водопадлива фудбалска представа во која беа создадени повеќе шанси за гол и на двете страни. Фудбалерите на Овчеполе имаа 4 100% шанси за гол преку Игор Тодоров, Јордан Чотрендафилов, Филип Митков и Тодор Мирославев. Но сепак први победува домакините во 84-та минута преку голот на Дарко Пешевски, додека Овчеполе изедначи преку Филип Митров во судиското продолжение. Инаку судиската тројка од Штип предводена од Димитар Пилешков без грешки го судеше надпреварот во Делчево. Инаку дербито на колото во третолигашката фудбалска конкуренција овој викенд се играше во Радовиш, каде тимот на Плачковица го совлада тимот на Беласица од Струмица со 2:1. Убедлива победа забележа лидерот на табелата Академија Пандев, кој што ја совладаа слога со високи 7:0. Осогово по подолго време забележа победа на домашен терен совладувајќи го Радово со 1:0, додека победа по подолго време исто така забележа и Штипски баби кои со 2:1 го совладаа тимот на САС од Македонска Каменица. Во последниот надпревар Работник Лозово славеше на гостински терен кај тимот на Карвенци со 5:1. Овде е крајот на вестите. Повеќе за денешните случувања гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден со програмата на Канал Плюс телевизија.